Корисниците на државно земјоделско земјиште ќе може да градат објекти за промоција на земјоделски производи, угостителски или спортско-рекреативни центри. Млади земјоделци до 40 години ќе бидат ослободени од плаќање закупнина 3 години од склучување и стапување на сила на договорот. Ова се само дел од измените во Законот за земјоделско земјиште. Со новите законски одредби се проширува намената на земјоделското земјиште кое може да се додели во закуп со можност и за поставување на пчелни семејства, што ќе придонесе за развој на пчеларството преку зголемување на површините. Новиот предлог за измени на постоечкиот закон им овозможува на земјоделските стопанства да може да аплицираат на огласи за закуп се до обезбедување на површини од 10 хектари и покрај тоа што веќе имаат склучен договор за помали површини. Од Министерството од самиот почеток најавуваат дека сакаат максимално да биде ставено во функција државното земјоделско земјиште. Во контекст на мерките што Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги превзема за секоја педа обработливо земјиште да биде во рацете на вистинските земјоделци, во тек е постапка на изготвување на предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделско земјиште. Со предлог законот ќе се подобрат веќе постоечките законски решенија, но и ќе се воверат нови решенија кои ќе бидат во функција на рационално користење на земјоделското земјиште, негова заштита и правна сигурност на сопствениците и корисниците на земјоделското земјиште. Паралелно се работи и на спроведување на проектот кој заеднички го спроведуваме со ФАО за консолидација на земјоделското земјиште, затоа што со укрупнувањето на парцелите ќе создадеме поевтино и поконкурентно земјоделско производство. Нашата крајна цел како Министерство за земјоделство е вистинска и неселективна распределба на државното земјоделско земјиште, што ќе значи зголемени обработливи површини и зголемено производство на квалитетни, конкурентни и безбедни земјоделски производи. Изменетите законски одредби предвидуваат и повеќе промени во однос на раскинување на договорите, склучувањето на договорите, пребивање со субвенции и така натаму. Така со измените на закупците кои плаќаат закупнина, ќе плаќаат со пребивање, ќе им се остави период од 1 година во која треба да достават решение за пребивање издадено од платежната агенција.